Не ги давам. Не ги давам. Никогаш. Не. Што сам ме виделе? Не, да ми ги дадат моите, на кого ќе ги дадат, ја кој ќе не гледам. Не, никогаш. Никогаш, само за свое нешто, не дај Боже. Не дај Боже, од свој. Да имам потреба. Органодарителството останува едно од најчувствителните теми во општеството, а мислењата на анкетираните граѓани се поделени. Пред камерите на М-нет телевизија повеќето анкетирани граѓани рекоа дека не би ги донирале своите органи по смртта, а како главна причина ја посочија недовербата во здравствениот систем. Стравот дека органите нема да бидат распределени правично и дека предност би имале луѓе со поголемо влијание или финансиски можности е едно од најчестите дилеми што ги изнесу анкетираните. Оно ми ги земаа на сино мој, најмалото му ги земаа органите. Кад го донесоа, сето беше растепено. Кад го донесоа. А она од короната умре, овај крворман умре. Малото. Не, а кад ќе умрам ни да донирам, ни ништо не знам. Кој ќе ме закопа? Ќе подпишете или не? Не. Прво ја нема да дам, знаеш зашо? Оти ние сиромасите, ако се разболеме, прво нема на нас да дадат, прво богатите ги видат. А ние сиромасите пак ќе се умреме така, а ока нема да се подпишеме. Јас и дома примем абет баш вчера, нема. Не давам ништо. Како што сум, така ќе се одам. И покрај тоа што мнозинството од анкетираните изразија недоверба и беа против органодарителството, се издвоја и граѓани кои сметаат дека по смртта нивните органи треба да добијат шанса да спасат нечи живот. Зашо да не? Па добро е, например, на друг човек да му спасиш животот. Многу добро. Органодарителството и понатаму останува тема што отвара многу дилеми, но и подсетува на важноста од поголема информираност и доверба во здравствениот систем.